знам кој е Филип, кој е Глишов, кој е Борче Борачот, кој е Мирко Пацеров. Имате проблем, класичен проблем имате. Вие имате проблем затоа што класичните граѓански права ги заменувате со партиските права. Кои се класични граѓански права? Секој има право како граѓанин да протестира и основно е граѓанското право, а второ ниво е партиското. А кој го има правото на протест? Чекайте малку, вие не можете да кажете протестираат ВМРО-вци или СДСМ-овци, протестираат граѓани на Скопје или граѓани на Македонија. Кои граѓани? И не можете секој ден имаш предутрински вестник списоци, подпишуваат им дават од 500 или 500 денара. Без разлика што вие сакате без да водите јавноста, треба да сватите дека секој има право да протестира. Прво вие значи у менталниот склоп имате проблем затоа носите закон. Најдем законов каде е ограничено право? Во законот ама може ли да ја завршам? Еве добро најди баре. Нема врска баре. Нема врска баре еве. Ако сакаш да постигнеш така ефекти, ја можам да те прекинувам кога збориш. Меѓутоа се обидувам да те слушнам за да сватам што сакаш да кажеш, бидејќи многу нејасно зборуваш. Суштината е што секој има право да протестира. И ја имам право да протестирам. Меѓутоа да речеме, бидејќи не се сложувам со продажбата на електростопанство, ради вашите трабанти, сателити и начинот на менталниот склоп, како ги толкувате протестите, не идам да протестирам. Затоа што ако се појавам таму, ќе биде, ете, ВМРО ДПМН не протестира. Вие заборавате дека луѓето не протестираат како партиски членови, туку како граѓани. Кои граѓани? И нема да имат проблем со продажбата на ВМРО ДПМН членови на СМ, членови на ВМРО ДПМН, туку ќе имат сите граѓани на државата Македонија. Меѓутоа, вие имате еден класичен проблем. Вие сте сега како владеачка гарнитура стаклено звоно. Вие немате финансиски проблеми. Вие не знаете дека луѓе кои што имаат пензија по 7-8 денари со 20%, 10% изголемување на струјата ќе бидат принудени да исклучат струјата. Така што јас мислам дека овие протести, овој закон и комплетното манифестирање на несигурност од страна на власта покажува колку таа во овие 3 години се одвоила од народот и воопшто не знае каков му е пулсот, односно каде се наоѓа народот во овој момент. А ако протестира некој од ВМРО ДПМН, тоа не треба да ви биде на вас проблем. Па и луѓето во ВМРО ДПМН имаат права, за разлика што вие мислите дека само во СДСМ членовите имаат право да живеат нормално и слободно во оваа држава. Чекај сега, ти сакаш да кажеш дека 50 или 60 луѓе што протестираат, не протестанти, пошто на твоја колешка ги нарече протестанти, тоа има друга конотација. Се граѓани, тие се градот Скопје. Па види сега ти кажам, Филип. Има тука дефинитивно изместоење на тези. Ако електростопанство има можност, затоа што некој направил на времето погрешна процена да одредени ситни политички или крупни политички интереси, па по 99 година страдишно паѓа на платата. По 2001 уште поише паѓа на платата. А по 2002 расте ли на платата? Истата приказка е. Тешко е сега да ги натерате. Тешко е да ги натерате. Да се вратиме 50 години. Тешко е да ги натерате граѓаните на едно стекнато право. Вие сте им кажале дека тоа е право. Вие им го дадете. Вие спекулирате, господине Ракич. Вие спекулирате. Зошто не протестирате? Зошто не протестирате ти кога се продаваше Телеком? Јас ви кажам, ова нема никаква врска. Не ги изместувате тезите. Телеком и електростопанство не ги спојувате. И уште една работа. Ако ви интересира за Телеком, па вие можете да го кинете монопол од 2005, не го кинувате затоа што ви одговара да ги земате провизија. Не има клаузи во Телекомот кои што може или не може. Тоа вие добро сте го. Ја не го видов добро за Телеком. Па треба да го видите. Ама ти не сакате да дискутирате за Телеком, треба да го видите договор. Ти го немаш видено. Добро, значи на кратко ве прекинувам да го погледнеме следниот прилог. Не е можно граѓаните барајќи ги своите права да ги ограничуваат правата на другите. Потребно е да се ограничи местото на протести. Ова е ставот на Зоран Фиданевски и неговите соговорници. Еве ги нивните аргументи. Има ли подобар начин за изразување на сопственото незадоволство за некоја појава, одлука или реалност, од оној да излезете и да протестирате? Со протести и демонстрации државата живее речиси секојдневно од почетокот на своето екзистирање како независна.